Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Втор ден поред се трага по 14 годишната Вања Ѓорчевска. Радио Лидер се приклучува нели кон сите медиуми во држава кои оваа трогателна состојба се обидуваат да ја разрешат со тоа што ќе биде пронајдена. Вања ништо друго не е важно. Значи не е важно е само да е девојчето живо и здраво, не е важно никаде, не е важно ни со кој во овој момент. Така што ви молам, престанете со оние теории по социјалните мрежи, затоа што навистина не се вкусни и звучат многу неемпатично од ваша страна. Сите вие нормално кои пишувате, МВР проверува, се трага, родителите трагаат, се приклучи во потрагата и Ловечката федерација на Македонија. Навистина е еден трогателен случај. Станува збор за девојче кое има само 14 години и кој исчезнува од строгиот центар на Скопје. Зборуваме за една локација која би требало нели да биде едно од побезбедните во градот, затоа што станува збор за строг центар. Последен пат е видена во Дебармало на патот кон училиштето Јохан Хајнрих Песталоци, а нејзиното исчезнување на Фејсбук го пријави нејзината мајка. Ѓорчевска е облечена во црни панталони со странични џебови, светло плав џемпер, црна кратка зимна јакна и бели Nike патики со кафеава лента на џонот. За било какви информации јавете се во полиција или на 075 400 816. Ивица, се сеќаваш вака во Скопје во порано да имало во баш во овој дел во центарот на градот некој да исчезне? Види, ние луѓето имаме еден механизам на справување со шок, со стрес. Често знаеме вакви информации да ги потиснеме. Така што ако бараме, сигурен сум дека ќе најдеме во печатот ситуации, меѓутоа сега е време на социјални мрежи, сега е време на дигитални медиуми, сега е време на институционализација, полиција и така натаму, базни станици како што ги спомна, така што мислам дека е убаво ова, не е убаво настанот, меѓутоа добро е да се справуваме на овој начин со повик, нели, за секој што може да помогне, што ќе нададе било каква трага да излезе и да помогне. А тоа мислам. А дали имало, секако, ако бараме низ печатот, ако бараме низ хронологијата, ќе видиме. Малку е загрижувачка состојбата со безбедноста во центарот на градот. Пред само месец дена на исто во овој регион родители собираа петиции за да се зајакне малку контролата и безбедноста, затоа што имало и тепачки и други несакани работи. Се надевам дека институциите ќе бидат на висината на задачата. Ево уште еден повик до сите оние кои во овој момент својот бес за ваквата состојба го исфрлаат на полицијата. Ве молам, задржете се, затоа што каква таква таа полиција ни е во моментов единствената надеж за пронаоѓање на ова девојче, дотолку повеќе што верувајте, тие луѓе навистина професионално си одвиваат работата, а овие ситуации знаат да бидат и многу чувствителни, знаат малку е и тешко да се дојде до заклучок, треба од повеќе агли да се види целата работа, така што МВР во овој момент веројатно е на висина на задачата. Гледаме дека имаат цел task force за оваа состојба, така што ве молам, немојте својот бес да го исфрлате на полицијата, барем во овој момент, затоа што не може полицијата да реагира побрзо од тоа што реагира. И немојте да верувате исто и на оние митови дека ние сме едно крајно контролирано општество, па сечие движење може во секое време да се знае, затоа што дури општества кои се тоталитарни, дури општества кои имаат многу пософистицирана техника од нас, баш така лесно тоа не можат да го прават. Она што го гледате на филмовите
е на филмовите. Во реалноста работите малку не изгледаат така. Лесни дека сега некој од Телеком ќе каже каде е Вања и ќе отиде таму со хеликоптери и ќе ја најдат. Не е баш така. Работите и технологијата не функционираат така. Ивица да го представиме гостиното до ово утро, затоа што малку овој први дел го заземавме со оваа тема, но разбирливо, затоа што е навистина важна. Навистина битна темата. Денеска го имаме Јори Исламков, кој што порано ја водеше антикорупската комисија. Зошто го викнавме? Го викнавме затоа што во собранието се бира нов состав на антикорупската комисија и го викнавме да направи еден пресек. Што направи антикорупската комисија во досегашниот состав? Добре ни дојдовте во нашата емисија. Добро утро, добро ве најдов, драго ми е на поканата. Значи, ајде да тргнеме од она што е тема на денот. Еден дел од медиумите ја обвини вчера дека владата влегла во изборен подкуп. Зошто е? Што се случува во суштина? Оно што вчера го читавме како вест или како информација, тоа е одлука всушност на владина седница, некои антикризни мерки повторно спомнуваат и ме врати мене назад во 2020 година, кога имавме изборен процес, ако добро се сеќавате, тоа беше со кризата со короната. Имено тоа се одвиваше вака. Најпрво беа распишани изборите, потоа значи се појави кризата со короната, беше прогласена воредна состојба, а кога се распишуваат избори, почнува тој посебен режим. Има низа на ограничувања за институциите. Што значи тоа? Ајде да. Тоа значи забрана за воредни исплати, забрана за вработувања, забрана за инфраструктурни објекти доколку не се предвидени со план и програма и обезбедени финансиски средства. Значи има низа на ограничувања на институциите во тој изборен процес кој што трае. Меѓутоа што се случи тогаш е многу интересно и забележувам обид за повторување на тие дејствија. Кога почна кризата со короната, беше прогласена воредна состојба и тогаш владата носеше уредби со законска сила. Една од тие уредби се однесуваше на суспендирање на суштински членови од закон за спречување на корупција. И ако се сеќавате, тогаш почна да се дават разноразни ваучери. Ваучери за купување храна, ваучери за одмор, ваучери за трето, четврто, околу 30 милиони евра тежеа тие ваучери. Кога заврши воредната состојба, место значи да прекинат тие ваучери, си продолжи владата со нив, си ги спроведе во постапката, тоа беа всушност воредни исплати и купување на изборен процес. Истото забележувам дека сега се случува, затоа што овие мерки што беа најавени вчера антикризни од владата, јас ќе прашам, голем дел од населението живее во тешка состојба, во сиромаштие и сега. Зошто досега не ги пременија тие мерки? Се извинувам што ја прекинувам. Прашањето е каде ја пронајдоа таа криза? Да. Лани да речеме, де факто имаше една енергетска криза, затоа што во цела Европа не само овде реагенсите поскапуваа поради војната во Украина и натаму. Струјата на Хупекс, цената беше двојно, лани во овој момент беше двојно или тројно повисока од тоа што е сега. И беше нормално лани да има антикризни мерки, но годинава гледаме дека прво економскиот раст на земјава е во стагнаторна фаза, значи не сме во рецесија, не значи дека живееме подобро, да се разбереме, но економската ситуација таа, не гледаме дека пропаднала банка, не гледаме дека имаме финансиска криза, не гледаме дека цените на реагенсите се тие што се, во цела Европа, во целиот свет гледаме едно веќе паѓање на инфлацијата, особено на европскиот континент. Например, Велика Британија рекорден пат има сега, негде 3,5% е измерена во последниот квартал инфлацијата, така што инфлацијата веќе се зауздува, така што од каде е оваа криза за да има антикризни мерки? Значи, вака, мерките кои што тие вчера ги утврдија, временски ги поклопуваат со периодот кој што е предвиден за одржување на избори. Согласно закон, вака е. Од момент на распишување на изборите до завршување на изборен процес, ако станува збор за парламентарни избори, тоа е формирање на влада, сите овие исплати кои што ги спомна имат карактер на воредни исплати. Воредната исплата е забранета за време на изборен процес, бидејќи тоа може да влие на волјата на граѓаните и се третира како подкуп на избирачите. За оваа работа значи се одговара
Одговорноста е на оној што ќе ги потпишува тие акти за доделување на такви средства. Како што забележам во прв план тука одговорност има министерот за финансии, ако тој потпишува воредни исплати за време на изборен процес. Ајде да видиме што ќе биде содржината на овој може да читам. Ајде, сакав тоа да Ќе биде исплатено на ученици, студенти, ранливи категории семејство, пензионери со ниски пензии, лица со посебни потреби, самохрани родители, приматели на гарантирана минимална помош, земјоделци како и компании. Опфатени се 26 нови антикризни мерки кои ги усвои владата. Целиот пакет на исплати кои ќе бидат е 662 милиони евра. Тоа ви е повеќе од 1/10 од годишниот буџет на Македонија, негде околу 15% од еден годишен буџет. Тоа значи се пумпуваат пред изборите. Пред изборите. Дури еве сега да бидеме искрени, овие 15% од еден буџет, доколку имаме нова влада наредната година, ќе бидат помалку на располагање, затоа што наместо да ги вложи како што ќе мисли таа на почетокот од годината, Димитар Ковачевски има сомнителен легитимитет затоа што никогаш не излегол на избори, ќе им ги потроши на можеби и себе си ќе си ги потроши доколку го изберат повторно. Ајде да видиме. 105.000 основни средношколци во 6 месеци ќе да бидат 1.200 до 1.800 денари секој месец. Зошто? Зошто? Не, само да појаснам, значи, сите овие работи, значи, може да се исплаќат до ден на распишување на избори и може да се продолжи по завршување на изборен процес, но никако не сме за време на изборен процес. Тоа е суштината, тоа е ворената исплата. Се сеќам 2014 година, кога ДКСК добивавме постојно барање, мислам од институции, дали може ова или она. Добивме од град Скопје барање за пензионерите 2 дена плюс да имат бесплатен превоз во град Скопје. Ние кажавме да, може, тоа ќе го правите, но кога ќе заврши изборен процес. За време на изборен процес тоа не смеете да го правите. Ова е сега 600 милиони евра се во прашање. 662. Значи станува збор за средства кои што државата може да ги употреби за тие цели, но никако за време на изборен процес. Таа е суштината. Тука треба ДКСК да се јави. Иако им е на крај на мандатот, меѓутоа значи тие треба да дадат на насоки да ја укажат на владата дека ова не смеете за време на изборен процес и наредниот состав на ДКСК кој што ќе почнат 8-9 февруари треба да се продолжи со оваа линија да се бори законски за реализирање на овие цели. Значи со еден збор кажано, стручната јавност, вие кои што следите антикорупција, веднаш го препознавте ова како изборен поткуп. Воредна исплата. Да. Тоа е предвидено во член 34. Сега они ќе се влечат од тоа дека ова е донесено, буџетот е донесен пред да почне изборниот циклус. Меѓутоа, јасно е дека парите ќе се трошат во изборна година насред изборен процес. Така член 34 од Закон за спречување на корупција и член 8 од изборен закон. Што велат? Велат забрана за воредни исплати. Значи не може да се исплаќа ништо што е надвор од месечните редовни примања, плата, пензија, социјала. Ова е се надвор од тоа. Еве сега, ако вистина ова што го слушаме дека првиот круг на претседателските избори ќе биде 21 април, тоа значи наназад колку време од денот на распишување на изборите. Значи тоа ќе биде некаде јануари, така? Кога ќе го донесе Председателното собрание решението за распишување на избори, од тогаш почнува изборниот процес и сите овие правила тогаш важат. Значи ли тоа дека дури да се донесени овие мерки во денот не сме да се имплементираат? Ова е Лјупчо клучно од емисија. Да, не сме. Значи некаде во јануари тогаш мора да се замрзне. Добро. Штом ќе завршат изборите со формирање на влада, продолжете мерките. Давајте ги. Ќе одлучи владата. Но никако не смеете во овој време. Може владата ќе одлучи да прави ребаланс, тоа е нејзино право. Точно. Но она што е важно е дека еве сега една друга работа. Мене повторно ми се активира малку овој легалистички дел од мојот мозок. А дури и пред изборите. Еве што менува доколку во јануари исплаќаат, доколку во декември исплаќаат. Зошто го велам ова? Затоа што прво овие мерки и да ги исфрлиме надвор од изборите. Еве да речеме и дека нема избор до година. Голем дел од овие мерки се сомнителни. Зошто го сметам ова? Нас никој не седнал, Сламков, да ни објасни во оваа држава зошто треба средношколците да добијат по 1800 денари. Да. Зошто треба да
која е анализата? Која е кост-бенефитот по кој произлегува тоа? Јас не сум против лица со посебни потреби, социјална помош и така натаму, не сум радикален капиталист. Баш што е антиуставно. Вика, ова мерка се однесува за ученици и студенти чии семејства располагаат со понизок вкупен приход од 50.000 денари. Другите? Како можеш да нешто вакви мерки? Треба да ги ставиш во некоја социјална политика, нели? Значи ова е, онака со топови пукање пари. Не, која е потребата? Која е потребата, не знам, да добијат вакви пензионерите? Што ќе смени тоа што ќе добијат? Ова се од мерки кои што имаат конекција со изборниот процес. И со ништо Тоа е друго. суштината. Меѓутоа, од аспект на антикорупција ви кажувам дека во никој случај овие исплати не смеат да се реализира за време на изборен процес. Претходно може. И Значи, а изборниот процес почнува во моментот кога на председател распишување на подпишување на решението за распишување. Значи не е врзано со некои други рокови. Во моментот кога председател на собрание Тој момент почнува веќе изборниот процес. Дури и за председателските избори ова важи? Да. Апсолутно. И локални председателски. Да. Добро, значи, ама ова е логично, така? Нема право на исплата. Мора сите овие исплати во тој момент да прекинат. Добро, ова вонредни исплати, така? Ова се Сега малце ќе ви извлечам од антикорупцијата, ќе се вратиме нормално, пак тоа е централна тема на ова интервју со вас, но нели беше логиката да ги имаме овие технички влади? Зборувам уште од 2015 со пржинска влада која се донесе како концепт, токму за да се контролираат вакви работи. За министерот за труд и социјала да ги контролира овие работи, за министерот за информатичко општество да ги контролира овие работи кои се таму не беа нели ставени. Меѓусебно контролирање помеѓу министрите. Само ве молам во микрофонот да зборувате малку, пошто сте пред него. Да, извинете. Значи тоа е меѓусебно контролирање помеѓу министрите од разни провиниенции, меѓутоа како и да е, сепак значи за сите нив важи значи законот, односно одредбите од закон за спречување посебно на корупција за време на изборен процес и од изборниот законник, таму се 8А и 8Б клучни членови кои што овие прашања ги регулираат. Не, значи се бидам да пресметам, значи во јануари ќе мора да донесе Талат Џафери одлуката за распишување на избори. Тој ќе рече дека ова е само парола. Дека никогаш овие луѓе нема да ги видат овие пари. Може би на почетокот ќе има бомбастично некаде после нова година некои чудеси. Ќе има исплати веројатно, знаеш. Да, меѓутоа види, мислам дека и ние веќе како нација се навикнавме дека ова е бедно. Ова е бедно. Морам да ја прашам, вие не бев тогаш, извинам, председател на Државната комисија за спречување на корупцијата, но на изборите 2020 имавме фотографии како видни функционери на СДСМ, генералниот секретар на СДСМ, одат со некои пакети во рацете и ги носат кај семејства од ранливи категории. Како ќе реагиравте вие доколку бевте тогаш? Во такви ситуации мислам дека за такви ситуации имаше приговори доставени до ДКСК кои што треба документирани. И ДКСК согласно закон е овластена да презема дејства за утврдување на одговорност на тие лица, за нормално да се докаже дека станува збор за делото подкуп, за кривично дело, давање подкуп. Меѓутоа, она што е суштински, сакам да кажам за 20-та година, јас во една-две ситуации го коментирав тоа. ДКСК не беше со многу силен став во врска со забраната за воредни исплати, поврзани со ваучерите кои што им се дава на граѓаните по разни основи во тој временски период. Тогаш стануваше збор за околу 30 милиони евра. 30 милиони евра. Толку значи беа тие ваучери по разни основи, кажав, за купување храна, продукти, за годишни одмори, за не знам што, имаше разни вакви. Ова е повторување, обид за повторување токму на тоа. Плюс имаш нели вонредна состојба, па имаш некој да тоа беше искористено. Меѓутоа, овде ДКСК требаше да интервенира, кажав во неколку наврати. Некако интервенцијата им изостана. И тоа се случи што се случи. Сега во никој случај ова не смее да се повтори. ДКСК треба да реагира, да им укаже дека за време на изборен процес вакви воредни исплати се забранети, а ако тие си продолжат, тогаш по завршување на изборите, кривична одговорност на сите оние кои што потпишувале акти за доделување финански средства. Во прв ред министерот за финансии ќе дојде во игра, потоа и други функционери,
затоа што тука ќе имате стек на кривични дела, не едно, повеќе кривични дела за кои што ќе се гонат, и едноставно се знае, потоа судска постапка и завршување таму каде што е местото. Кој ги процесира овие? Кој треба да ги процесира? Вака, значи, кривичната пријава се поднесува до јавно обвинителство. Значи, дали ќе биде ДКСК, дали ќе биде друг некој субјект, кривичната пријава се поднесува до јавно обвинителство, кој што потоа испитува дали има елементи за подигнување на обвинителен акт и ја спроведува постапката преку дигање на обвинение. Значи, ова е многу лесно, ова е лесно се реализира. Значи, тука нема некоја филозофија. Ова е толку чиста состојба, што нема ни простор да ја коментираме. Забрана за воредни исплати. Од момент на распишување на изборите до завршување изборите, формирање на влада, не смеат да се дават такви средства. Претходно можете, после тоа можете, но за време на изборен процес никако. Сега да појасниме за гледачите и слушателите, дали изборниот процес загрозува на пример исплата на редовна социјална помош? Не. Не. Дали загрозува исплата на стипендии? Не, тоа се редовни. Тоа се редовни исплати. Ова се воредни, значи кои што не постои, значи во секоја година, кои што ги немате во континуитет, туку се јавуваат ад-хок. Ова е ад-хок. Значи се што е со државна програма, Ќе ве прекинам кратко. Знаете дека оваа политика на владата всушност од Србија ископирана. Вучичеве годиновиве најави исто 10.000 денари за динари нивни. Тоа се наши 5.000 ивици, така? не знам. Така нешто за секој средношколец исто. И таму исто имаат избори. И таму има сериозни критики дури од меѓународната заедница во Србија за ова. Јас ви кажам како е законски регулирано кај нас. И ние од тоа не смееме да отстапиме. Не, ама очигледно се повикале Дури на... не е ни автентична политика, тоа сакам да кажам. Што очекува? 2000, колку 5000 или 10.000? 10.000 динари српски. 10.000 динари се околу еве го 5200, толку е, да. Па може ли барем сумава нешто малку да ја прилагодат веќе? Истата сума ќе исплаќаме ние. Па може би Вучич не е премиер, знаеш. Вучич овие само да ги спроведуваат неговите политики. Не поскапо, види. Помалце, вие пола помалце. Кој? Нашиве. Нашиве 2500 дават? 3000. А еве сега прашањето е како вие ќе даете на ученици и средношколци кога најголем дел од средношколците се малолетни. Освен тие од 4-та година што се. Да. Трета, четврта, може прва и втора се малолет, добро. Знам ди Бајрам син му, нели он. Мислам дека имаше деловна активност како средношколец. Како постар, како ќе им ги исплатат парите? И друга дискриминација. Имаме само корисниците на мој ДДВ. Ќе одобие тоа. Јас не сум корисник на мој ДДВ. Ја не сум. Еве ти текно, ја и ти правевме еден експеримент кој што го направивме и џабе не го објавивме. Минатата сезона, еве јас сум бидов да видам мој ДДВ како функционира. И како да кажам, на крајот заклучивме дека е ситна ефтин популизам, ништо посебно. Меѓутоа ова што го кажува Љупчо е една нова димензија, значи председателот Вучич има и некои позитивни работи поврзани со неговото владење, како на пример странски инвестиции во Србија и надвешната политика кон Македонија, тоа мораме да го потенцираме. Значи македонско-српските односи се на највисоко ниво во историјата, но во неговото внатрешно владење има работи кои што се предмет на критика, меѓу кои што е ваквите предизборни мерки. Овие се толку неинвентивни. Ај види што има донесено Вучич да знаеме што ќе следи во наредниве неколку денови. Па не. Не. Значи, меѓутоа ова ме види ова ме за мене е индикативно. Претпоставам зашто е на програма и мој ДДВ веројатно ќе си тече и тоа не е врзано со Тоа не е спорно. Тоа не е спорно. Тоа е политика која трае. Значи социјалната помош, стипендиите, она се што е редовно. Се што е редовно, тоа значи не смее да се опфати, меѓутоа воредно е она кој што не влегува во тие рамки. Стриктно е наведено во закон. Ви кажав, тоа е регулирано во член 34 Закон за спречување на корупција и судени интереси и членот 8а од изборен закон. А ДКСК, Државната комисија за спречување на корупцијата, има право
да го констатира тоа и да го проследи до обвинителството. Таму одлучуваат понатаму што ќе Ова се прави. ситуација се овој состав е на крајот веќе на мандатот. И се крајот. Но на тоа не е јануари веќе важно. завршуваат. Значи тие ќе бидат во момент на распишување на изборен процес. Значи мора тие да укажат на владата дека таквите работи се забранети согласно закони, не смеат да се реализираат. Затоа што ќе дојдат нови луѓе, нов состав. Па да ја повикаме председателката на ДКСК во студио, да ја прашаме. Да, мислам дека немам пречка, нема да имаме пречка. Нема да имаме Да, тоа се треба да воредни спомне исплати. дека можеме како граѓани да покренеме уште сега барање мислење да издаде Државната комисија за спречување на корупцијата. Се сеќавам на времето. Мислам дека кога по ние службена бевме- должност требало да се издаде. Да, може и тоа. Ние кога бевме, значи институциите редовно се обраќаа со барање, мислам дали може дали вака да постапиме или така. Овој состав мислам дека не практикуваше таков начин, оставно им викаше читајте си го законот и постапувајте согласно законот. Меѓутоа ова е прашање од суштински карактер. Преку 600 милиони евра се тука во прашање. И тука ДКСК мора да им каже, од тој момент повеќе не смеете да плаќате, до тогаш не смеете. Потоа продолжите. Знаете што може да направиме друго? Можеме Лјупчо да поставиме прашање сега една цела серија мейлови да пуштиме до овие потенцијални кандидати што кружат јавноста, до Стева Пендаровски, до Оливер Спасовски. Да ги прашаме дали се согласуваат во нивно име да се исплатат вакви средства. Не би сакал да знам сега, Кој види. ќе подпишува? Тој што подпишува, тој одговара. Нека се знаат. Бидејќи после некое време тој што подпишал, црно на бело се има, ќе биде повикан во обвинителство, ќе се има чист случај, според мене тука нема спорно дека станува збор за кривична одговорност. И ќе се има предмет пред судот. Меѓутоа ја спомнавте и ДКСК, некако ДКСК се жали подолго временски период во поглед на неизините активности. Не знам дали знаете, најсуштински документ во државата за борба против корупцијата е националната стратегија. Ние имаме документ стратешки, се вика Национална стратегија за спречување на корупција, судир на интереси. И тој документ, таа стратегија се има предвидено, значи, проблемски сектори, се има предвидено мерки и активности за нивно надминување. Знаете, во 2022 од активностите кои што беа предвидени од програмата, само 10% се реализирани од тие активности. А знаете кои треба да ги реализираат тие активности? 33 највисоки државни институции, сите министерства, дирекции, фондови, агенции, топ институциите не ги исполнуваат активностите кои се обврзани согласно стратегијата. ДКСК имаше еден настан, ги кажа овие податоци и тука застанавме. Меѓутоа, прочитајте го европскиот извештај, тоа е нотирано. Само 10%. И ако погледнете извештајот на Европската комисија, Нели сега имаме и вице-премиер за добро владење. добро владење. За добро однесување, ние Имавме, така по да, дома малку да. се смееме со Да, зашто се видува Грковска да ги упристои. Ама имаме, како се викаше порано, да вице-премиер за корупција се викаше предходно. Да, Лјупчо Николовски кој беше. Што е улогата на овој Улогата на тој вице-премиер е пред се координирање на постапување на министрите и другите именувани владени функционери во однос на почитување на етичкиот кодекс. Владата има етички кодекс за однесување на министрите и именуваните функционери од владата. И што вели тој етички кодекс? Има многу забрани кои што се кршат од страна на актуелни министри и ова што е вице-премиерката може да им каже да ги укори, немој друг пат да правиш така, имаше такви ситуации неколку, и може да го извести премиерот дека треба да се разреши одреден министар или така. Значи, такви ригорозни мерки не беа значи Славица преземени. Грковска моментов е класната на владата. И Значи како таа е резултат? таа која што како учителка, она е од ПМФ, нели? Значи класна на владата е Славица Грковска. Ке не нели се Лјупчове битно е. Мислам дека прекарот класната од минатото го носи Мирка Велиновска. Сега Не, дај се некој зборуваме нов за прекар владата. да најдеме. Учителката еве можеме да Да. кажеме, да. Таа е Да малце автентични да бидеме. Видете, таа е добра позиција во владата. Меѓутоа, значи, мислам дека на поинаков начин треба да се реализира, поголема сила треба да има, бидејќи џабе ќе даваш препораки, ако тие не се земат во предвид, се продолжуваат министрите како и претходно да играат фудбал во канцелари или пак да примат гостопримство од разни спонзори да шетат низ светот на сметка нивна, а потоа да им должни на некој начин. се случило тоа? Мислам дека имаше и такви, значи некои укори кои што беа изречени. Значи министер
добил подарок во Има. форма на патување некаде во светот. Делот за гостопримства, го знаете. Значи, таму е регулирано прашањето за подароци, гостопримства и тие работи. Што не смее? Каква е постапката? Знаете, Не, види, заради ова се тресеа сериозни влади, дури имаше и оставки. Баросо беше на линија да го шутнат од председател на Европската комисија затоа што бил на јахта на некој си мултимилиардер. А ова не знае дека имало и наши вакви министри. видите, кај нас, бидејќи многу поголеми и потешки работи се случуваат, овие влегуваат во минорните прекршоци. Кај нас суштински проблеми има. Знаете, извештајот на Европската комисија вели во Македонија нема напредок борбата против корупцијата за оваа година. Јас ќе кажам, не напредок, уназадување има. Знаете што се случуваше во судски совет? Видовте таму какви расправи имаше. И еве еден парадокс. Кога настана летоска таа состојба во судски совет, отворените расправи помеѓу членовите, или двајца од членовите се поднесоа оставка. Да. И јас лично сметав дека сега сите ќе се поднесат оставка, бидејќи ова е неодржлива состојба. Но напротив, тие си распишаа оглас за пополнување на двете места за овие што си дадоа оставка, си ги пополнија и се продолжија како ништо да не се случило. Дури имаше и таму еден проблем, кога беше избран судија од Врховен суд, па кога требаше да даде заклетва, тој се повлече затоа што неговиот син станал судија од Академијата за суди и јавни обвинители. Имаме многу големи проблеми ние во судството. Се тоа ова постојано прашам. Добро, на судски совет може ли на телевизија да поживо да се прикажува, да видиме како изгледа? Мислам дека јавноста е присутна на нивните седници. Едно е да јавноста присутна. Имаше критика кога ја Како што исклучува. парламентот има во живо, така и овде во живо и да видиме како изгледа расправа кај што велат дека кој треба да биде судија. Видете, јас Гледам дека Љупчо веќе се подсмева сака. во однос на Не, овие- знаеш кај се подсвемам, затоа што сме виделе случаи и од Западна Европа и од Соединетите Американски држави каде што на изборот на судии, каде што судењата се јавни, има посебен судски канал Да, каде што има вие тоа. цел ден гледате судења. Да. Кај нас во Македонија јас сум учествувал на судење како обвинет, како странка во граѓански парници и така натаму. Најчесто сите сигурираат ни дали ни да не се снима судењето. Аудио снимање да нема на судењето. А камоли да се пренесува во живо се. Зошто е важно тоа пренесување во живо на судењата кој го има? Мислам дека Америка предничи по тоа. Многу земји се да. Многу земји се, да. Затоа што кога судењето се пренесува во живо на посебен судски канал, тоа значи дека секој граѓанин може со своји очи дома да седи на телевизија и да гледа дали има правда во државата или не. Не да се повикува на медиумски извештаи, на новинарски пакувања кои може да бидат вакви или онакви. Сам да седи, да гледа и да суди дали да му верува на системот правен во земјата. Подне посебно судски совет кога дискутираат кого да именуваат судија. Да видиме како изгледа тоа. Да им ги видиме, да ги чуеме биографиите, да кажат кои трудови напишале, нивните интервјуа таму и така натаму. Некои си пресуди ако се суди кои што напредуваат, нели, кои пресуди ги донеле ако се суди некој што треба да влезе во судство, да видиме еве семинарскиот правен факултет да му ги прочитаме. Така? Ја би сакал, навистина, еве некој што прв пат зачекора кој судија, семинарските од правен факултет, кој ги бранил да ги прочитаме јавно. Знаете, Што има лошо во тоа? Кривичарите како велиме. Значи корупцијата се крие во темнината, а најефикасна алатка за созбивање корупцијата е транспарентност. Кога ќе ги отворите податоците, нема што да се крие, секој се види. Меѓутоа, на Македонија да се справи со овие големи проблеми во кои што е навлезена, има неколку чекори кои што се неопходно потребни. Првиот е, во Македонија треба се формира политичка волја и решеност за бора против корупцијата. Не постои таква волја кај нас. Како пример ви кажав 10% од реализација на националната стратегија, а сега ќе ви кажам и еден друг податок. На крајот на август месец ДКСК до собранието достави предлог за или одлука неизина за изменување и дополнување на националната стратегија. Некои нови активности, мерки и така натаму. Тој документ беше на Комисија за политички систем и односи на заедниците. 2 седници се одлагани и се уште стои таму. Јас сметам дека треба да се свика една надзорна расправа на која што ќе дојдат членовите од ДКСК, експерти така натаму, ќе се соберат партијници
и ќе се објасни зошто само 10% од националната стратегија 22 година е имплементирана. Што е проблемот? Зошто институциите не ја имплементираат таа стратегија? Зошто ги избегнуваат активностите? Што има таму нешто сложено? Претпоставам дека се едноставни мерки. Не, тоа е добар документ. Не, Тоа е согласен, добар сигурен документ. сум дека документот е Дај да дискутираме. И да сигурно ги лесно отвориме е проблемите. мислам, Знаете ли дека има институции, посебно министерства, кои што еве вака да знае јавноста, за имплементација на оваа национална стратегија, секоја институција која што е инволвирана треба да номинира лице кој што ќе биде во контакт со службените лица од ДКСК. Да оди на состаноци, да известува за реализација и така натаму. Некои од тие институции не одржува ни контакт, значи нема лице. не одеа на состаноци. Аха. Значи што очекувате? Тоа ви кажува дека нема политичка волја за тоа. Може еден пример за мене да дадеме на пример на некоја институција што? Вака, пример, јас кажав на неколку наврати, имам го спомнато тоа, во однос национална стратегија. Јас сметам дека националната стратегија, нејзиното реализирање треба да се следи во собрание, да се формира национален совет за следење на имплементацијата на националната стратегија. Таков случај имаме во Хрватска. Значи ќе се направи едно тело кој што ќе има совет, кој што ќе има тројца пратеници од опозиција, двајца од власта, представници од медиуми, од невладин сектор, од бизнис заедница, од академија, кој што значи ќе биде раководено од пратеник од опозиција задолжително, кои што ќе го следат имплементирањето. И темата за имплементација на стратегијата всушност вие ќе ја донесете во собранието. Затоа што сите тие министри и функционери пред собрание одговараат. Значи таму ќе имате посилни механизми. Сега ДКСК што направи? Излегува се една пресконференција, кажаа дека толку има реализација и застане приказна. Нам ни треба политичка волја за овој прашање, која што не постои. Мора значи да се изгради политичка волја затоа што еве измените на кривичниот закон. Била европска реформска. Ама сега слушајте го ова. Јануари месец до година излезе Transparency International индексот на корупција. Моје предвидување е дека ние поради се ова што се случува оваа година со огромен број на корупциски афери, таму ќе паднеме од 2 до 3 индексни поени. А уште има, затоа што тука сме паднати од 2017-та, Сега ќе ви кажам бројките како ќе одат. Моментално сме од 85 до 94-то, тески на 90-то кога место сме подолу е подобро или кога сме погоре е подобро, како е? Кога сме меѓу првите е најдобро. Значи први се као овие Шведска, добро, окей. Така тие се. Добро. Не, значи вака, сметам дека ние ќе паднеме меѓу 95-то и 105-то место. Падот е неизбежен. Меѓутоа кога кажавте за Во компарација, чие друштво овако? Веројатно Магребов, Египет, Мароко. Сомалија. Не, тоа е веќе полошо. Значи вака ќе ви кажам да знаете ориентир. Македонија беше најдобро рангирана 2013-14 година. Ние бевме тогаш на 63-то и 67-мо место. Пред нас беа само Словенија и Хрватска од регионот. Сите други беа за нас. Бугарија ли, Грција ли, другите земји, сите беа за нас. Да не се споредуваме со Србија, Црна Гора и така натаму. Меѓутоа во меѓувреме се случи драстичен пат. Особено 20-та година паднавме многу на 114-то место и сега Тоа беше кога ги носе тие предизбори пакетите за Па и не само тоа беше и кога пукна СЈО, короните, вакцините. Имаше. Спомнавте СЈО, ајде сега ќе ве прашам, еве бидејќи вие сте новинари. Се сеќавате дека имаше информации за воредни исплати на надоместоци на вработените во СЈО на обвинителите и истражителите по 100.000 евра, без законски остов им биле дадени пари. И за тој случај беше отворена предистрага во јавно обвинителство за организиран криминал. Што се случи со тоа? Кај е предистрага? Да, нема случај. Но јас ќе ви кажам, нема обвинение. Не се исплатени вкупно 100.000 евра, туку по 100.000 евра онака има листа. великодушно. 100.000 евра, значи сега Ајде еден мејл да му пратиме или холандскиот амбасадор бараше кај е корупцијата. Он даде пари на СЈО, веројатно таму си ги дале парите. Чисто вака да му послушаме на човеков бараше кај парите се трошели. Меѓутоа јас ќе прашам да му помогнеме. Колку од обвинители на тоа СЈО сега се во јавно обвинителство за организиран криминал? А сите освен Катица. Зарем тие луѓе сами ќе се гонат. Да. Значи, работи чекаме и тоа да застаре. Еве измените на кривичниот закон што беа пред месец дена. Значи, со тие измени се направи голем удар во нормативната рамка за борба против корупцијата.
Јас цело време зборам на Македонија потребна промена во институциите, затоа што јас лично сметам дека основна институција во оваа држава што треба се бори против корупцијата, која што треба да биде начело е јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Таму го гледам случајот со хрватскиот УСКОК. Да ги вратиле пари или не ги вратиле? Не знам за тоа докаде, ако е во предистрага, што значи дека уште не се знае ни дали ќе има подигање на наредба за спроведување на истрага со име и презиме кој би бил предмет на истрага. Меѓутоа зарем самите лица би се гонели. Добро, Ова како пример ви го кажувам. Значи, таа треба да биде носечка институција, основното јавно обвинителство. 40.000 евра земал Примислав Димовски, поранешниот командант на Алфите во периодот од 16 до 19. Арафат Муареми 26.000 евра. Значи имаше по 100, по 200.000 евра дел од обвинителите кои си исплаќале пари на нивни сметки, си исплаќале пари на сметки на нивните семејства. Значи прва на листата е, не знам, само секунда, Катица Јанева земала 4.000 евра месечно надвор од ова, надвор од платата која има. Исто Елизабета Јосифовска огромни пари. Сите што беа, еве ги. Прашајте докаде предистрагат. Бонуси Трајче Пеливанов, значи, и Гаврил Бубевски. Гаврил Бубевски е моменталниот на Скопското обвинителство, значи ќе треба сам себе да се гони, што земал пари. Значи добиле бонуси 86.000 евра надвор од платата која е заработувале. Како антикорупцијска борба? Значи, сега замислете, сега ќе ви кажам, Гаврил Бубевски, ова е еден стан во Скопје, да речеме, и тоа така, со добра квадратура, по моменталната цена негде околу 65-6 квадратни стан. Тогаш беа над 100. Тогаш беа над 100, сега, зависи каде го купуваш. Значи, ви пресметани во квадрати, овие пари се дупло од тоа, што така. Трајче Пеливанов 86.000 евра, Гаврил Бубовски 85.000 евра, исто толку надвор од платата земала и Фатиме Фетај. Сега, сите тројца во моментов се обвинители, и сега сами себе си ќе се гонат, како? Тоа ве прашав јас. Значи, тогаш излегува информација дека без правен основ тие средства се добија. Ама и да се, знаете како е, дури и да има некаков измислен правен основ. Зборуваме за огромни суми на бонуси. Зборуваме на тоа дека, знаете како, еве, јас како управител на General Heralding, фирмата која го менаџира ова радио, јас себе си не можам да си исплатам волку пари, да речеме, затоа што ќе ме натерат државата да платам придонеси на тие пари, затоа што сум редовно вработен. Они исплатили тоа е првата димензија. Втората димензија е како тоа, со кое право обвинители имаат право да земаат бонус, правото имаат одлични плати. Зборуваме и за оние кои се денес нели во конвенционалното обвинителство имаат одлични плати. Од каде тоа дека зошто да земаат обвинителите вакви големи бонуси, а да не земаат додека полициските службеници ни работат за 23.000 денари, 24.000 денари, со трети смени стигаат до 27, 29, 30.000 денари полицајци во градов. Мизерни плати за нив, особено што луѓе треба на терен да се борат со криминалот. А овие ќе земаат 86.000 евра бонуси, зашто? Може би и тоа ќе застаре. Со измените на кривичниот законник, знаете дека 353 доживеа драстични промени, намалување на казните. Ако се намали казната, рок на застарност се намалува. Тие се работи кои што и како се битни. И еве на пример пред неколку дена беше разрешена поранешната јавна обвинителка во организиран криминал и корупција, нели сега ќе оди во пензија. Прашањето е тамо што се отвара, бидејќи некои работи не се јасни. Стануваше збор за претрес во просториите на финансиска полиција. Лицето што го спомнавте и тој беше во специјалното обвинителство како истражител, поранешниот директор на финансиска полиција. Зарафат Муареми зборуваме. Сега,
внимавајте, во моментот кога се поведат постапката за обвинителката, оставка си даде директорот. Зошто се даде оставка? Ако се е вред. Зошто и двајцата на некој начин да тргнат? Што е сгрешено во тој претрес? Тоа е. Што таа наредба не е испочитувана? Што е сгрешено? Значи, претресот се спроведува согласно ЗКП. Значи се знае каква е постапката. Што таа наредба е сгрешена што е дадена? Видиме зашто оваа обвинителка сега оди во пензија. Изборуваме за Вилма Русковска. Така. Да, не ја коментиравме Ивица Вилма овде. Што ќе коментираме? Но зошто се поднесе оставка ректорот во исто време? Ако се е во ред, зошто поднесеш оставка? Да. Да, баш така. Многу работи се недоречени. Одиме сега со една кратка пауза за реклами. Да се враќаме со... Почитувани слушатели, по оваа пауза ја морам да одам на една обука. Тука Ивица и гостинот ќе продолжат. Јасно. Да. Сега, за утре ви најавуваме, ако успе Ивица да стигне од Карпош заедно со гостинот, затоа што ќе биде затворен малку цел град. драматично. Но утре мислам дека ќе успеете да стигнете, затоа што верувам во гостинот, затоа што он ќе вози. Утре имаме едно специјално известување, еден специјален коверидж, што би рекле на запад, за самитот на ОПСЕ. И едно враќање кон минатото имаме утре. И едно враќање кон минатото, кон основите на ОПСЕ. Човек што валјда може да присуствува и кога се основало ОПСЕ. Од кога е основано ОПСЕ? 74-та, ма не е таму. Бил во источен, бил близко. Средовечен бил во 74-та. Бил близко, не бил во Хелсинки. Бил средовечен во 74-та, па замислете. Не бил млад. Бил млад, само што почнал со кариера, али добро. Овако одмислите опаѓа како. Инаку, добро, што сакам да кажем, инаку денеска исто да го честитаме 29 ноември, второто заседание на АВНОј, моментот кога македонскиот народ и македонска држава се признати како составен дел на едната Југословенска федерација, која почнува. Иако не стигнаа на АВНОј. Не стигнаа ни македонците, ни косоварите, ни црногорците, ни србите, ни војвоѓаните. Зошто? Замисли војна имало. Добро се. Чисто да кажеме се, остави ги тие кафеански приказки, знаеш. Штета што тогаш немало Zoom, може би на Zoom ќе се учествувале. Не, ама имало, види, имало, пази, убаво што кажа. А предходницата на Zoom била користена, за да можат македонците да ги номинираат своите луѓе во органите, погоди како? Телеграф? Радиоврска бе имала. Радиоврска? Да, а радиоврската погоди преку кого идела? Преку сојузничките мисии. Британците и американците. Значи, фала им што не дозволија да направиме држава. Што ни дадоа радиофреквенција за да направиме држава. Не, за да пратиме делегати државата беше утврдено дека ќе немало тука дилеми дали ќе има македонска држава. Добро, почитувани слушатели, останете, Ивица и гостинот се враќаат со овој разговор, а ние се гледаме утре. Се враќаме во студиото на Радио Лидер, почитувани гледачи и слушатели, без Љупчо Златев, што драматично го намалува квалитетот на оваа емисија. Меѓутоа, денеска имаме интересна дебата. Денеска згазивме во едно подрачје кое што е многу интересно. Односно, отвараме една тема врзана со изборен подкуп. Вчера беше донесена една одлука која мириса на изборен подкуп. Имајќи предвид, ако добро ја вадам логиката, дека некаде во јануари ќе донесе одлука председателот на собранието за распишување на изборите, дека се тоа што е покажано и препишано од Србија, дека нема да успе. Воедно констатиравме и дека само 10% е реализирано од националната стратегија за борба против корупцијата. Пак ќе кажем, чудно ми е, внатре сигурно има прописи законски кои што треба да се применат. Значи, ниту ги колат, ниту ги сечат, ниту ги бесат, ниту ги тераат да копаат, ниту им намалуваат од ингеренциите, напротив, им укажуваат како треба функцијата да извршуваат на еден отворен, транспарентен. Уште не може да разберем што е тоа што ги спречува да спро стратегијата. Не ми е јасно. Недостатокот на политичка волја е причина за тој резултат. Значи, ДКСК
може само да презентира, меѓутоа извршувањето на преземените активности е во надлежност на институциите, на министерствата. Тие се оние кои што потврлиле, тие се оние кои што не реализирале нивните обврски во рокот што е предвиден. И сега ви кажав дека е донесена до собрание, доставено измена и дополнување на таа национална стратегија. Замислете, не се ни разгледува таа на Комисија за политички системи и односи меѓу заедниците. Зошто тој документ се трга на страна? А тоа значи дека одредени промени, не знам колку го знаете, во неа има два хоризонтални сектори, тоа се вработување и јавни набавки, и 13, сега се предлага да бидат 15 посебни сектори кои што се ризични на корупција. Значи, вие немате со кого да разговарате за вакви прашања. Се трга на страна во собрание. Напротив, треба да има надзорна расправа за тоа. Да се разговара отворено. Ние имаме големи проблеми со корупцијата. Како значи тие ќе ги надминеме? И затоа велам дека прво на нам ни треба структура на луѓе кои што имат волја да справиме со корупцијата. Второ, треба да изградиме добра институционална рамка која што ви спомнав. Јас ви спомнав дека основна институција за борба против корупцијата во Македонија треба да биде основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Но јас предлагам да се донесе и посебен закон за тоа јавно обвинителство. Примерот што го имаме со Хрватска и нивниот УСКОК. Значи, таму е потребно на нас ќе донесеме закон и нормално треба да избереме луѓе квалитетни со интегритет, луѓе кои што ќе гарантират резултати во борбата против корупцијата. За ДКСК сметам дека ДКСК нема истражни овластувања. Луѓето премногу очекуваат од неа. Што и да се случи, во ДКСК ќе чекаме. Тоа е административно тело, нема оперативни действија. И затоа сметам дека таа повеќе треба да се сврте спрема покривање на прашањето за судирни интереси, за лобирање. Да. Значи за интегритетот. Таа област треба да ја покрива. И мислам дека добро би ја покривала. Друга институција која што не е многу битна на нас, тоа се клучните во овие сегменти, Судскиот совет и Совет на јавни обвинители и особено управен одбор на Академија за суди и јавни обвинители. За Судскиот совет веќе спомнавме што се случуваше, јас сметав дека досега имаше нова композиција на тоа тело, меѓутоа решија да се продолжат понатаму со мандатот. За исто и за Совет на јавни обвинители, и таму значи потребни се корените промени. Знаете дека имаше одредени несогласувања со обвинители кои што малку повеќе збореле за состојбите во обвинителството, па зборе и дисциплински постапки за нив. А додека управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители е централно тело кој што ги избира идните слушатели, идните суди и обвинители од таму што ќе произлезат. Нам ни е потребна квалитетна реформа токму во овие институции за да создадеме надеж дека нешто ќе можеме да променеме. Ако продолжиме со козметички промени, нема никакви шанси да сменеме нешто. Напротив, ќе продолжиме да живееме во оваа агонија и да гледаме неправди, постојано ќе збориме за модалитети, меѓутоа модалитети кои што нема да најдат своја практична имплементација. Така се поставени состојбите. Еве сега во моментов, сега е постапката за избор на нови членови на ДКСК. Значи има 42 пријавени, беа на интервјуа. Јас најдов и една друга овде забелешка. Не знам колку знаете дека кога се врши постапка за овој модел од Словенија земен, да знаете, не е избор во Македонија за начин на избор на членови на ДКСК. Тоа оди преку Собранијска комисија за избор и именување, која што формира комисија за селекција, посебно тело. И таа, внимавајте, составена е представник од правобранителство, 20 пратеници од власта, 20 од опозиција, и потоа има представници од невладин сектор кои што соработуваат со влада во делот на граѓански организации и во делот на медиуми. Јас лично сметам дека овие што се во конекција со влада треба да бидат сменети и таму да имаме представник еден од UNODC, како меѓународна организација, затоа што UNODC пак е одговорен за имплементација на најзначајната светска конвенција за борба против корупцијата УНКАК. Значи тоа ни е потребно. И вториот член би требало да биде според мене или представник на Совет на Европа, бидејќи Европската конвенција против корупција на Совет на Европа ја имплементираме ние, врз основа неа работиме. Би било добро значи од таму да имаме експерт, или во крајен случај од ОЕЦД. Ние не сме членка на ОЕЦД, меѓутоа ние сме членка на таа регионална група за иницијатива за Централна Европа и Источна Азија. Таму ние партиципираме значи во работењето на ОЕЦД. Зошто во кажам ова? Кога би имале вакви значи експерти надворешни, ние ќе имаме поголем степен на објективност. Ќе немаме простор за сомневање во одлуката. Сметаме дека навистина најквалитетните луѓе се избрани. Од овие 42 кандидати што се сега на листа, јас
и познавам луѓе со кои што имам работено порано, значи има квалитетни луѓе овде што се пријавени. Меѓутоа, кои да бидат избрани, да знаете дека немој да имате било какви очекувања од ДКСК во борбата против корупцијата. Значи, ве прашам, ги следевте дебатата во собрание, ја следевте? Да, погледнав дел, значи, од интервјуот. Ја ќе видам искрено дел не бев задоволен вака. Мислам дека нема да коментирам имиња, меѓутоа не знам, јас сметам дека без разлика што на крајот доаѓа до непартиски пазар и така натаму, дека кога собранието некому дава шанса да се представи, тој се представува прво пред пратениците, носители на суверенитетот на државата, се представува пред граѓаните и се представува во домот, каде што е изгласана македонската независност, суверен устав и така натаму. Мислам дека оние кои што не беа подготвени за тежината на моментот и на ситуацијата, дека едноставно не го заслужуваат изборот. Видов кај неколку мини некоја си своевидна, ако можам така да кажам, ароганција. Демек, мене партијата ме поддржала, ова е само фарса. Не е фарса. Додека не, ако го сметаме ко фарса, мислам дека ќе направиме грешка. Може би ова е погрешен впечаток, меѓутоа мислам дека тоа е чинот на представувањето. Не? Да. Значи, дел гледав од представувањето, сите не. Значи, ви кажав дека имам луѓе со кои што имам работено и луѓе со искуство од добри институции, да видиме кој ќе биде финалниот избор. Меѓутоа, од денот кога ќе бидат, кога ќе седнат во тие столчиња таму во тие хотели во антикорупцијска, тие веќе ќе бидат во изборен процес. Тие ќе морат добро да се снајдат во изборен процес, а тоа бара познавање не само на прописите, туку познавање на функционирањето на работите. Значи, овој состав ќе влезе во еден специфичен период. Значи, изборниот процес започнат, комисијата претходно се надам ќе даде известување до влада дека воредните исплати се забранети, дека тоа не сме се прави, а овие новите веднаш ќе влезат во тој процес. Значи, тие немат време за климатизација, тие имат веднаш време за работа. И тоа суштинска работа, бидејќи во сред на изборен процес ќе бидат. Таму нема се зборува за анкетни листови, туку таму ќе се зборува, значи, за секојдневно функционирање на институциите и дали тие работа согласно закон или не, дали одреден министер, значи она што го потпишува законски или не. Значи мора веднаш ќе влезат во една состојба на изборен процес и тука немат никаков маневарски простор, едноставно имат многу работа. Сега да видиме кој ќе биде прво изборот на кандидатите, па Добро, неблагодарно е сепак, стиле колега, да прашам што очекувате. Добро. Кога ќе стапи кога ќе почне со работа комисијата? Овие се до 8 февруари. Значи, добро. Веќе следниот ден, овие другите си ја преземат работа. Кога очекувате тие да бидат признаени, односно да бидат изгласани? Сега во тека заврши постапката на интервју, што значи сега ќе се направи селекција. Оваа комисија за селекција треба да предложи 7 кандидати до собрание и тие ќе се гласат. Може и да не бидат избрани. Тие се повтора действија. Да. Значи може тоа што се прави, се продолжува рокот? Не се продолжува. Значи има празнина тука. Не се продолжува мандатот на овие што се сега. Затоа што знаете како е во законот. Еве, јас сум бил член на таа институција, таму е наведено, ако сте биле во еден мандат, председател или член, никогаш повеќе не може да бидете. Значи едноставно толку е. Нема продолжување овде на мандатот. Овај, мислам, за новите членови ќе биде и како период на прилагодување значаен, ќе мора да бидат подготвени. Еве, јас, например, пред да одам во таа комисија, јас пишував трудови за антикорупција. Одев на конференции. Меѓутоа, кога ќе седнете внатре, сосема е поинаква приказната. Значи, вие веќе се соочувате со реалниот живот, реалноста. Вие едноставно го следите движењето на сите институции. Во 2014 година, кога се спроведуваа изборите, сите институции од државата поднесуваа барање, мислење дали може ова или она да се направи за време на тој период и вие треба да им одговорите. На тој начин вие имате прилика да ги научите сите институции што работат и како работат, односно нивните огласувања. Што значи дека станува збор за да научите суштината на системот како функционира. Овие луѓе што ќе дојдат сега
после февруари месец, ќе го нема тој временски период на запознавање тие работи. Едноставно тие треба да се подготвени. Тие немат никаков период на подготовка, што велиме владата има 100 дена. Тие ќе немат ни една минута. Веднаш ќе работат. Докаде се постапували во обвинителство според ваша информација во односу на Бехтел и Енка и наводите на Државната комисија за спречување на корупцијата? Или поточно дали очекувате да се нешто се случи околу тоа? Да, соработката помеѓу ДКСК и обвинителството секогаш било поставувано како знак со некој се прашалник, односно извичник, бидејќи на некој начин јавното обвинителство смета дека ДКСК им влегува во некои надлежности на нив, уште од самото создавање на институцијата е така, меѓутоа сметам дека и се зависи од меѓусебно воспоставените односи помеѓу раководството на институциите. Сметам дека тоа треба нормативно да се реши. Например, јавното обвинителство еднаш годишно да известува ДКСК за статусот на предметите, односно иницијативите кои што ги има доставена до јавното обвинителство. Знаете, механизмот кој што го користи ДКСК не се вика кривична пријава за обраќање до обвинителство, туку се вика иницијатива. Сега го погледнете закон за кривична постапка, таму не постои термин иницијатива како повод за поведување на кривична постапка. Таму се неколку, меѓу нив стои и кривична пријава. И тој термин требало да го прилагодат при носењето на новиот закон. Дали очекуваме? Тоа е веќе надлежност на јавното обвинителство. Значи јавното обвинителство, еве на пример, јавноста многу е интересира не само тој случај за Бехтел и Енка, туку и за она на онкологија што се случува. Да, тоа беше и јавното обвинителство. Тоа е драма Македонија. Зборат дека тие се предмети во фаза на предистрага. Предистрага, значи се води кога се преземат истражни дејства, меѓутоа немате дефинирано лице против кој се води таа постапка. Значи не е донесено решение за спроведување на истрага. Бидејќи кривична постапка официјално почнува во моментот кога ќе се потпише решението за спроведување на наредбата за спроведување на истрага од страна на јавниот обвинител. Од тој момент почнува истрагата и таа има рок за завршување. Пред истрагата нема. Рокот за завршување на истрагата е 6 месеци. Јасно. А истрагата нема рок. Јасно. Добро, сакав да ја прашам, овој вашиот предлог што го давате за собрание. Интересен ми е, значи, знам дека има собрание кои што, например, имаат етички комитет во собрание, кој што во огромна мерка ја врши оваа работа која што вие споменувате. Етичкиот комитет не се однесува само за партениците, туку за сите оние органи кои што произлегуваат собранието, да. А тоа е вкупната власт. Кај нас имаме оваа комисија за избор и именување. Не мора да се дуплира, дури таа може да биде по самиот надлежност што има таа или предлага кој да биде избран и ги чешлан или кандидатурите и така натаму. Меѓутоа вие сметате едно пошироко тело, каде што покрај пратениците би биле и луѓе од цивилниот сектор, од медиумите, од академската заедница. Дај Боже, интересно решение. Нели имаме еден европски национален совет за европски интеграции? Имаме 3 совети. 3 совети. Ова би бил 4-ти совет. Кои се 3 други? Добро, го знаеме националниот совет за... Значи 3 совети, ова би бил 4. Поентата е овде, знаете што, ДКСК е немоќна да ги притисне повеќе институциите за реализација на активностите. И сега што да направиме? Ова е хрватска пракса, хрватски модел. Значи, ќе го однесете проблемот таму кај што настанува. Овие министри, директори, таму се избрани и именувани, така? Точно. Ќе води тоа тело ќе го води пратеник од опозиција. А борбата против корупцијата е основна помеѓу власта и опозицијата. И како ќе има интерес кај нив, посебно тие од опозиција, да се отворат овие прашања. Зошто министерот за X не ги реализира тие активности? Ајде одиме со интерпелација. Значи имате механизми за кои што таму ќе имате притисок на тие лица да ги исполнуваат активностите. ДКСК нема такви механизми. И сега ние, внимавајте, во член 17 број 1 надлежност е национална стратегија. И ние велиме националната стратегија не се имплементира. И ќе напрашат овие странците, па добро, вие како се борите против корупцијата? Не може со адхок случаеви 1-2. На вас ви треба системски пристап да изградите институции кои што ќе бидат само одржливи. Системот треба сам да функционира, а не адхок да делувате кога ќе има криза. Значи вие немате систем. Таа е поентата. Меѓутоа, ова би било добро да се прифати како идеја, затоа што ние би имале
какви такви гаранции дека националната стратегија би се имплементирала, че би имале поголем степ. Внимавајте, еве ова ќе го кажам. Кога јас бев председател, ние имавме тогаш државна програма, сега се вика национална стратегија. И ние одржувавме вакви годишни конференции за имплементација на активностите од државната програма. Процентот на реализација беше 60-70%. Замислете, ние тогаш да излезевме и да кажеме има 10% реализација. Што ќе се случеше со нас како членови? Значи, каква хајка, какви напади и така натаму, не работите ништо, ваката. Сега имаме 10%. Ајде да збориме за... А зошто игнорираат комисијата? Затоа што нема механизам да се притиска врз оние кои што треба да ги имплементираат активностите. Ако има такви механизми, верувам дека ќе се имплементира. Да. Значи, што друго? Погледнете какви конфликти имаше помеѓу одредени министри и ДКСК во изминативе неколку месеци. Погледнете за јавната преписка помеѓу јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и ДКСК, кога кажа ние со вас повеќе нема да соработуваме. Како вие ќе кажете нема да соработуваме, па тоа не е приватна фирма? Тоа се државни институции, вие по сила на закон сте обврзани да соработувате. И тоа го слушнавме. И сите тие показатели се за ова, еве случајови што ги спомнавте, Бехтел и Инка, ова на онкологија, не знам, треба да застанеме од 1 јануари минатата година и да гледаме скандал по скандал кој што се случува, да направиме една листа и да кажеме што да очекуваме ние сега за транспаренција. Се знае, тука ќе имаме пат, извештајот на Европската комисија, прочитајте го. Тоа е дипломатски напишано. Еве, вие бевте дипломат, значи, нема напредок. А подоле ви пишува, таму има уназадување, тоа не чини, ова не чини, тоа не се презема. Одите назад, не одите напред. И сега ние ќе збориме за евроинтеграција. Па број 1 вие ова, нели, владење на правото. Да. И прво таму ќе не праша, дај да видиме владење на правото, отвори извештајот, нема прогрес. Зошто доаѓате во Брисел? Што ќе разговараме ние сега? Значи, ако се направи национален совет, немаш опасност за некое двојство меѓу Националниот совет и Државната комисија за спречување на корупцијата? Тоа ќе бара измена во законот. Таа надлежност да биде преземена, избришена од ДКСК. Значи имплементацијата да оди, значи во Националниот совет мора да се направат законски измени. Значи на тој начин не може во актуелна состојба ваквиот закон, значи дефиниран овој начин. Значи изработката ке ДКСК, а имплементацијата ке совет. Затоа што знаете, ДКСК го изработува актот, го донесува, но тој потоа мора да оде во собрание на потврдување. И затоа ви кажав за измените што моментално стојат во собрание. ДКСК ги направи, но без одобрување од собрание тие не може да се применуваат. Значи тој сврзан систем. Меѓутоа не е само тоа, еве ние носиме многу закони. Еве ќе ви спомнам, имаме еден закон за лобирање во Македонија. Да, го знаеме те. Од 2008 ни е првиот. Сега во 2021 е донесен новиот закон. Знаете колку е имплементацијата? Колку? 0. Зошто? Затоа што во Македонија нема регистрирано лобисти, ниту лоби организации. И затоа што, внимавајте, ако вие немате регистрирано лобисти или лоби организации, тоа значи дека лобирањето се врши на диво. А на диво знаете што е тоа? Тоа е кривично дело, недозволена трговија со влијание. Еве тоа се случува во Македонија. Институциите, лобирањето се однесува на законодавната, извршната и локалната власт. И овие институции, меѓу обврските треба да се донесат еден внатрешен акт за лобирање кај нив и тој внатрешен акт да го достава до ДКСК да го објави во регистарот. Од толку институции, 1200 и 300 колку се, ако отворите на сајтот на ДКСК има 31 институција што доставиле ваков акт. Што прават другите? Значи имаме закони, воопшто не се имплементираат. Понатамо ни го спомнуваат законот за заштита на укажувачи. Многу битен закон, не знам дали знаете, во 2019 година беа донесени тие така наречените Осака принципи на Г20. Во истата година, скоро во исто време, беше донесена и Европската директива за заштита на укажувачи. И сега, ние ги знаеме тие работи. Меѓутоа, имплементацијата и на овој закон не е добра. За овој закон е надлежен Министерство за правда. Меѓутоа, во ДКСК се води евиденција на лица кои што се овластени за заштиту на укажувачите и таму од бројот на институции, ви го спомнав, имате околу 200 лица регистрирани. Треба да праќат некои извештаи, не ги праќат. Значи, имаме закони, не се имплементират. Тука ДКСК требаше да реагира со цел, значи, известување на институциите за нивните обврски и тие да ги имплементират. Генерално како да ги погледнем работите, сите тие поаѓаат од човечкиот фактор. Значи, нам ни се потребни во институциите луѓе со интегритет.
постојано ќе слушнете интегритет вамо, интегритет тамо. Тоа значи е честност. Тој што ќе добие функција, министар, директор и така натаму, треба да го стави јавниот интерес пред неговиот личен интерес. Ако тоа не е случај, тогаш станува збор за проблеми со неговиот интегритет. Ние како држава, еве во наредниот период ќе имаме избори. Че ако има промени во државата, потребно е да се направи структура на луѓе со интегритет, односно да немат една дамка во нивното минато, но истовремено да бидат стручни, да имат добри познавања, да знаат проблематиките да ги решават и да се способни да менаџират. Ако вие поставите луѓе кои што се склони кон криминал, верувајте дека за краток временски период сето тоа ќе избие на површина. И неопходно потребно е промени, кадровски промени. Значи јас зборев институционална реформа, нормативна, со измените во кривичниот законник, таа нормативна реформа веќе во борбата против корупцијата е во тешка состојба. Меѓутоа сега ќе ви кажам, нам ни треба персонални промени. Значи ние видовме доста луѓе кои што нема место таму, кои што ги запоседнале институциите. Треба значи промени во луѓето, во кадровскиот потенцијал, со цел да се даде шанса на општеството да се увиде дека има некои нови сили во оваа држава кои што може да направат некој прогрес. Спротивно, оваа агонија ќе продолжи. Јасно. Добро. Мислам дека можеме да завршиме емисијата. Разгледавме бројни теми од интерес за граѓаните. Едноставно сакам само да прашам каде е моментов Ѓорѓи Сламков? Ѓорѓи Сламков моментално значи е во неговата професија, а тоа е универзитетски професор. Значи како професор по казано право и казано процесно право, нешто што го работам долго временски период, моментално сум на Европски универзитет и нормално работам како консултант на проекти, тие активности се занимаваме. Во главно антикорупски проекти, Ѓорѓи Сламков е постар експерт на листа на регионалната антикорупска иницијатива од Сараево, соработуваме значи и на тие полини, меѓународни проекти. Минатата година значи работев на регионален проект за заштита на укажувачи. Јас бев значи експертот за Македонија кој што го изготви тој документ и кој што работеше на таа проблематика, што значи дека стана повеќе од 10-15 години јас активно се занимавам како со кривично правна материја, особено со антикорупција последниве 15 години повеќе, на теоретски и практичен дел. Така значи тие се моменталните состојбата. Добро, благодарам за денешното гостување. Се надеваме дека се видиме повторно кога антикорупцијската агенда ќе биде во жижата, а и во другите делови околу вашата експертиза. Ние посебно имаме еден однос кон правната фила. Имавме Менкиновски не беше гостин пред некое време. Внимаваме да бидат застапени темите поврзани со владење на правото, оноко што можеме. Почитувани гледачи и слушатели, тоа беше Ѓорѓи Сламков во нашата и вашата емисија Еспресо со Златев и Боцевски. Се гледаме утре, како што рековме, со еден гостин со кој што ќе го разгледам представањето на ОПСЕ, но и кој што ќе се вратиме на празникот кој што мощно интересно се прославуваше сите оние години во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.